Иначе, дечки, ние почнавме денешна гостинка. прочуената Габи на нашиот подкаст денеска во Па гостинка. така да. Па ајде што. Ете, објасни. почнавме. Да. Па така почнавме. Прочуената Габи. Јас само да бидам поформален, Габриела Топусовска, која што стварно ми е драго што си тука, затоа што стварно ти имаме многу пати зборено. Горат ушите преку една епизода. Да, пред да почнеме сумовет, што сакам јас да ти кажам, што не знам дали си го слушнала или дали други луѓе го знаат. Ние како ја и Жаре и множеството спортисти што се онака атлети со надпреварувачко искуство. Так. Освен тие на телевизија, светските рекордери што ги гледаме, како голема мотивација ни прават и луѓе што се занимаваат со спорт, а немаат врска со некои си врвни спортски резултати, туку тренираат за себе, тренираат за здравје, психофизичко. Така што уште еден екстра благодарност што си тука, што примерите како твојата приказна, уствари не знам дали знаеш, ама даваат и силна мотивација за, не знам што сме, целоживотни спортисти. Така да фала и да даеме некој вовет уствари. Ние Особено кога ќе го видиш патот од 0 До сега. до 100, 10, Да. да. 110 кила. Рековме дека ти имаме спомнато неколку пати на овој подкаст. Жаре може да даде едно кратко подсетување у кој контекст имаме спомнувано, па после Ова ти е- ќе си кажеш. Чувената Габи со дискус хернијата со кичмата. Габи кичма, Габи дедлифт, Диме и даде по неколку. неколку надимази. Уствари со Диме епизодата што беше оној тестамонијал за дискус хернија. Рековме нели онија пробаа програмата со Сара, али Patient Zero беше Габи у далечната 2013. 12-13. Така беше, старата сала со Зоки. Стара. Се сеќавам со едни ластици црвени, стари, тие за згибови што помага. Да. Буквално да видиш од стране не праење ништо, а не е не праење ништо ствари, него е влечење, ролање, истегнување. И сега ти ќе не упатиш, ја тој период не пратев толку што правите. Или ние у такмичарски води Па, да. бев, јас и други работи у главата ни беа тогаш, пред 10 години. Али ете ќе ни раскажеш ти се од Од Day one, почеток, од како почеток. дојде уствари што те донесе во сала и на first place, маката од кај ти почна. Да. Па прво и јас да се заблагодарам за просторот, за времето и за желбата да ме видите и да ме чуете. Што да кажам и како да почнам? Како ти дое муката, кога Муката- прв пат примети дека имаш проблем со кичма, еве, Значи, прецизно праша. после породување. Значи, најчесто кај жените, сега јас прво и од моје некој лично искуство и од искуство Така. од пријателки и блиски, во за време на бременоста се нели менува женското тело, посебно заради тоа што се зголемува телесната тежина. Со самото тоа доаѓа до притисок во тој лумбален предел на кичмата, се шири телото и како си ги ставаш килограмите, како што си се залежуваш, посебно ако имаш патолошка бременост како мене, Аха. не смееш да се движиш. Јас бев во кревет од 3-ти месец, па се до породување. Значи со стрикно забранета било каква... Довеци и назад. Само толку. Физиолошка потреба и чаша вода, ако имаше кој да ми даде, не требаше да станам ни за тоа. Е сега замисли си ти во една таква ситуација, 7 месеци, првите 3 да не ги земам, во предвид, два таму како му доаѓа, да не смееш да се движиш.
И на почетокот ти е чудно, па ти е досадно, па ти е тешко, па ти е секако. И на крај се наоѓаш пред огледало, треба да тргнеш у болница и пред себе гледаш чудо. Кој е ова? Не, ја ли сум, шо ли сум, како е, шо е. И после тоа почнаа сите проблеми, затоа што ни се чини од првиот момент кога дојдов дома, кога требаше да се придвижам, јас таа слабост точно ми е лоцирана и секогаш ја имам во глава, точно знам каде ми се наоѓа точката која што ми прави проблем. И значи активност од типот поднаведнување, подкревање, земање нешто, седење подолго, возење во кола или нешто, значи тоа значеше болка у најава. Болка у најава, смрт, затоа што после секоја било каква, да речеме јас, а домашна активност првенствено што ти е, нели, секојдневие, најнормално. ја не можев да си ги извршувам задачите, не можев да си ги извршувам активностите, затоа што едноставно не дека не сакаш или се пренемагаш или јас секоја сум била силна, физички јака, ама ова те ограничува, те хендикепира на некој начин. Значи, првата работа ми се деси кога кивнав случајно и јас при кивнување, а тоа го кажуваат и други луѓе им се Многу случува, често. Скочваш. и остануваш во една позиција да не можеш да мрдаш, ни со раце, ни со нозе, ни со ништо, само со очи. И како си поминуваше времето, значи тие епизоди се беа почести, се зголемуваше, значи честотата на појава на тие, како да кажам, скочанувања. Колку траеше тоа боли. првото? И Откивнување во што го кажеш. значи на почетокот бргу ќе се подвратиш со некои си аналгетици, со не знам што, со Веројатно не ни помислуваш дека имаш така, дискусија. си викаш, ајде нешто ова, се случува. така, секому може да се деси. Ама како поминува времето, значи секоја наредна епизода подраматична. Аха. За да дојдеме у ситуација да последните 2-3, како да кажам, Укочување. укочување епизоди од таа состојба, јас се најдам у хоризонтала 3 недели. 3 недели. 3 недели да не можеш да се движиш, да не си способен за себе, па ич да не правиме муавет. Значи, јас бев во една позиција на грб и супругот и татко ми ме крева вака, јас викам, за да можам да станам и да правам тоа што треба да правам. Значи, првите снимки кои ги направив, веднаш се покажа таа слабост на L1 и L2 пршлените и беше диагностицирана таа дискус хернија, ишијадикус, се водеше као ишијадикус, меѓутоа сега баш пред да дојдам ги побарав извештаите, едниот е од 2012, едниот е 2013, кога ги имам веќе документирано како нели состојба со диагноза дископатија латералис декстри, дискус хернија. И нормално аналгетска терапија за болка и физикални терапии. Да, тоа ќе те прашав, дали нешто друго терапии у тоа време ти препиша? Ништо не ми препиша, освен таа физикална терапија. Што подразбираше таа? Па сега од овој аспект ништо. Ама што, масажи, јас тогаш мислев дека нешто ми прават. Ама, уствари ништо не ми правеле, туку само ми се влошуваше состојбата. Значи, Истегнува со струи, со значи добивав, мене устари ме креваше. Што е третманот? Сега ќе ви кажам, значи ме креваше аналгетската терапија, ова за да те болката да ја осети болката. Диклоџет, диазепам, тоа е. Тие, а физикалната терапија се состоеше од некои си ласер, некоја ваква масажа, третман, кој што нешто загрева, а ништо не загрева, а може и загрева, пошто тоа вкочането се не се ни чувствува што ти прават, и некакви си перничења со струја, кои што според мене само го најверојатно нивната намена е да
да го прокрват местото, значи да Циркулација, забрзаат да. циркулација, па да дојде тука Ја знам, затоа што да, тоа е електро. севкочанета, не знам некои магнетни, некои струи, не знам што. Ама јас од последната терапија кога отидов на терапија, се вратив на работа, пошто таква ми беше работата, јас не можев од терапија да си одам дома, него морав да се вратам на работа. Се вратив на работа, прво не можев да станам од столот таму, после, Од терапијата. од физикалната терапија не можев да стана. И не може да ме кренат. Ја уствари и таму се укочив. Ти отиде да ти помогнат и таму се. И Па ништо. лежи, И лежи, па лежи, лежи. И ништо. Абека. И викам, ова викам не иде вака, ја шук те правам. Ако треба ја вака да живеам, Живот ли е ова? нема смисла животот, значи да бидеш инвалид, да бидеш А не зависен си. од друг, А си. а не си, здраворазумен си, значи нешто Нозе треба здрави да се смени, нешто треба да се прави. Извини, само ќе те прекинам. Дека спомна одиш на работа, на кратко само спомнеме што уствари работиш, колку тие што не слушаат да имаат некоја покомплетна слика. Значи јас сум професор на Институтот за национална историја и сега работам на област историја на медицина. Така, значи ти не можеш да станеш од терапија, треба да идеш Да предаваш. да предаваш по универзитети, тоа ти е уствари Так. и другата мака. Да. Леле ствар. И значи се доаѓаш ситуација кога се наоѓа сам пред себе со прашањето што да правам, како да правам и како понатака. Има ли чар? И има ли чаре, затоа што моментот на живење во болка и да болката трае буквално 30 секунди е нешто што не се издржува и тие 30 секунди ти се чинат 30 сати. Значи, нели, мерката за време и чувството за време е Да, релативно. се Кога ти е убаво, и еден ден ти поминува вака. За Ама час. кога не ти е убаво, особено кога имаш болка, таа пола минута и 10 секунди ти се чинат вечност. И ти е единствено што сакаш во тој момент, да не те боли. Да. Да си способен за себе, значи да можеш да функционираш. Ствари се поклапаат годините со доаѓањето на Зоки со кросфит. Так. Јас претходно Ти замисли 3 години, 4 порано да си го имала ова. 2008-2009. Па, знаеш како, јас Среќа сигурно у имало несреќа. нешто се случувало, се дешавало. Сега, знаеш како, кога го немаш проблемот и кога немаш маката, не си заинтересиран, ние немаме такви, како да кажам, Не му даваш значење. навики, па да правиш некакви скрининзи, па да видиш што се дешава со ова или со она, и секој избегнува од тие Аха, врати да, на... Значи ќе дојде нож до коска, тогаш се па проблемот. тогаш правиш што ќе правиш. Друго ми беше Со поклапањето. со поклапањето, пред да почнам да дојдам кај Зуки, има еден момент кој што мене уствари многу ми влијаеше. Го имам на неколку луѓе кажано. Тоа е еден професор кој што е сега во пензија и не знам дали е се уште жив, професорот Ико Тодоров од клиниката за травматологија. Значи, затоа што во тие консултации и барање чаре, имаше препораки дури за хирушка интервенција. Затоа што тие обично ишијалги и дискуси се решаваат и хирушки, затоа што јас бев во една состојба кога не се движев и кога мојата нога беше одземена и јас ја кревав со рака и ја пренесував. Значи, такво нешто на... Од болка, од атрофија на мускулот или од нервна поврзаност нервната поврзаност и болката. Од Значи, ногата беше најверојатно и нервот приклештен некаде потпатен. Јасно. И таа болка... Со ишијас кој има осетено те така. разбира Јасно, 100%. Значи, од кичмата оди до прстите долу. И Ако ја дигнеш сама ногата, ужасна значи, болка е. С ногата Ако нема, со таа рака не ја се крен- движи. Мораш да сама не може, значи ти даваш до таму. команда, таа не се крева, не се мрда. Значи ја креваш со рака и ја префрлаш. И во тие, како да кажам, консултации медицински,
каде што имаше секакви предлози, имаше и еден предлог за хируршка интервенција. Ама сега да се подвргнеш на една таква интервенција, прво не е толку едноставно, второ разгледуваш, прави се, ние сите веруваме во одредени вредности, во системи, во луѓе, во се, меѓутоа некако јас не бав доверба, не во стручноста на лекарите, туку едноставно во тоа што со мене ќе се случи после тоа. Затоа што може би тоа ќе се изведе на најдобар можен начин, меѓутоа јас ќе се чувствувам како пола човек, како инвалид и ќе сметам дека не ќе можам. Значи сметам дека мора да најдам друго чаре и друг пат за да јас ова го решам. Баш ка што они ти викаат, ќе направиме хируршка интервенција, ќе се среди тоа, но тоа не е трајно излекување. Сега кога некој ќе ти каже дека ќе те оперира, не е до крај. А тоа не е трајно, затоа што дискусот повторно ќе се јави погоре, подоле или на истото место. Не тоа е фала. поентата, човече. И да се вратам на професорот. Значи во сите тие лутања, одам јас кај него и го кажувам проблемот, гледа он на тоа, снимките и вика, ти одиш, движиш, нели? Па викам, еве се пробувам, бе вика со оваа состојба, како и се движиш? Ама тоа што го кажав и претходно, значи си бил и се уште сум, значи цврста, здрава. Сите тие проблеми почнаа после бременоста, што е, како да кажам, честа појава Да. кај женскава популација и плюс патолошкава бременост. И он мене вака ми објасни дека телото е еден систем, односно конструкција од скелет и мускули. Сега, за да скелетот, коските стојат исправено и да ја вршат својата функција, мора да има мускул. А за да мускулот го држи скелетот, тогаш тој треба да биде цврст. Исто вика како кога правиш вика бетонски ѕид или некој столб, се прави конструкција од железо и ставаш бетон. Да. Сега, во случајот, нашиот бетон се мускулите. Се додека ти не ги зацврстиш твоите мускули, посебно на ребетниот столб, тој е паравертебрален дел, никогаш нема да бидеш способна за работа и за живот. Единствениот начин од кој што ќе видиш арно, бенефит, корист и ти и сите околу тебе што се поврзани е физичка активност. Тоа ти го кажува професор на факултетот медицински. И ти од таква состојба викаш, цали си, нормално. Човече, па какви операции, какви? И му кажав, кој ми кажа операција, што ми кажа, вика, операцијата како операција ќе се изведе, ќе се направи, ќе биде најуспешна. И се ќе биде добро. Меѓутоа, кога твојата мускулатура е слаба, кога е млитава, како пудинг, што ќе се случи? Утре пак ќе одиш на операција. И јас го гледам вака, до кога на операции? Не е тоа решението. Решението е физичката активност. И така почнува... Така ли, молим лепо, ела сега. И јас решавам да го сменам целиот комплетен начин на живот, затоа што викам, или ќе станам човек, ќе си бидам способна, или нема да биде ништо од мене, ќе бидам зависна од други луѓе, ќе живуркаш и ќе мислиш дека нешто правиш во животот. А не правиш ништо. А не правиш ништо, само се мачиш себе си прво, покажуваш прво непочитување кон самиот себе и кон луѓето околу тебе. Ама кога си убубањот, мислам дека не го приметуваш тоа. Не го приметуваш, меѓутоа ќе излезеш од ситуацијата и ќе видиш оддалеку од оваа перспектива. Така. Кога ќе се оддалечиш, кога ќе добиеш малку перспектива, сега го разбираш. Значи, јас цело време ги загрижував дома. Значи, се случило нешто, дете, прво детето те гледа, се чуди што ти е. Леле, мамо, ти ја убедуваш дека си добра, те гледа дека не си добра. Значи, мајка ми на секој, леле, па, Габи, што ќе правиме, како ќе правиме,
Значи тоа леле, вика, па да ја до кога ќе им приредувам вакви драми на луѓе околу мене, зошто? Ја, кога можам, со мал напор, да се сменам себе си, да им, за сите да биде добро, првенствено за мене, да се оспособам за живот, да се оспособам за старост. Шо бо кажам. Судбината сплетна околности какви ти дала? И така. Обожавам така како ќе каже некој, да се спремам за старост. Сега веќе сваќам дека се спремам за старост, затоа што човечкиот организам е створен да, нели, се создаден да, нели, расте, да се развива, доаѓа до одредено ниво, од каде што после тоа почува да старее. Ако не го одржаваш. Ако него и Decline. додека оди нагоре, оди и после тоа Почува од надоле? првиот момент уствари почва да старее, меѓутоа, нели, во Доаѓа еден како да пик у кажам, младоста, нели? кај што кога си 28, продуктивен, 7. кога си најсилен, кога си мотивиран, кога можеш се да правиш, кога сакаш се да правиш, ама Те слуша телото што ќе му каже. така. И си викаш, и ова цел живот вака можеш да правиш што сакаш, А не може. ама не било така. Не било така. И сега тука улетува некаде приказната со кросфит. Тука улетува Е тоа приказната со како ти кроси. го побара Зоки, он ти предложи. Не го побара фамилија ми. Па не, добро, ама Во смисла на тоа. не беа они тука цело време, не те така, гледале. не беа тука, се вратија баш тој период. И јас со моево кукање, до кај си бе шо направи, како направи. И викам ништо. Професорот ќе Професорот вика вака и вака, операција не доаѓа предвид, затоа што ако направиме ова, после треба јас стално да се оперирам, тоа не е. Тоа му е леснило на Зоки сигурно. И он вика, имаше една така, Разговараш со Зоки. да, со Зоки. Ако случајно уште никој не знае, збориме за Зоран Иванов, основачот на Кросфит Скопје. Така. И ја па у фаза на некоја таква акутна болка, не знам шо, па не можам леле, ова, она, шо ќе правам. Вика, дојди кај мене. И одам јас дома, у стан. Значи не усал. Не. И пред да почнам да зачекорам во ова спортскиве води. Одам ја и ми вика сега, седи тука. Како да седнам? Леле се држам за него. Леле, не се седнувам. Зоки викам, ако седнам, готов. Седи кога ти викам, ме фаќа, бум, ме седнува. И топчето познато. Леле, жа. Тениското. Леле, тениското топче. Кој не го осетил топчето? Што за топчето? Кажи, Жаре. Poor man's massage. Кога се ролаш со... Да. Ти замисли една таква Знам. болка ме става на топче. На кук. Жаре, ја Знам. умирам. Капка потва. Врищам се, гледам. Не го интересира, ја што си викам. Ти викај си ако сакаш. Ајде, мислам. свитка го малце. Ајде, свитка. Ајде, ше се крени, да кренам, свиткај у колено. Зоки готово, останав готов. Ајде. Ја мислев дека тоа трае 1 сат. Тоа траело 2-3 минути. Не знам ли 2-3 Не минути дали проја било. времето тоа. Ти знаеш, јас знам, ама дај да подобјасниме малце. Расклопете го малце ова со топчево за некој што не Станува слуша. збор за тениско топче, се става во колкот, кај што е тука негде. Глутеалната регија, Да. кај што поминува нервус и шијадик. Така, Ете така. на гъс. Кај што ти ставали Кај што се става инекции инекција. како мало, Ете. кој не знае. И од И седиш на тоа, лежиш на тоа. седнуваш топчето како што е вака, со тој дел кај што ти ставали инекции, Так. се наденуваш, тој влага, правиш одма, знаеш тачно кај. Ногата во која е збрцано топчето, Треба на да тој ја колк свиткаш. ја виткаш како машков крстување на нога. Така, да се И прекрстиш. треба да се И Да. уште подотвори колку. толку се отвара и како со ножнек. И тоа боли многу. Тоа кај што те боли Арно, ама... И осеќаш и струја, прави Арно, ужас. ама го отвара малку тој зглоб, го отвара Го малку опушта тој место. мускул. го опушта, вајда прави Циркулација. некаква циркулација, вајда прави некакво ослободување на нервот, затоа што после топчето јас станав сам. Има олеснување многу големо. Дали го осети тоа? Ти прави да добиеш нова свесност за тој мускул. Да. Како ти се остварува мозочно, мускулна Не мускул за конекција, нервите добива. да си свесен, па таму е мускул ова грзов, не е само вреќа масти.
Да. остваруваш некоја конекција со мускулот кој што бајдува игра улога и во стабилност, игра улога во генерирање снага. И викаш стануваш од тоа толку, не боли. Викам, Зуки бе, мене не ме боли се ова. Замисли да ти. И он вика, стварно? Како можеше вака, как да се деси? Се прави, Да. И после тоа, вика, ти ќе си почнеш да си доаѓаш у сала, зашо вака, нема ние со кога? топчево да се зезаме овде, топчето е за локална, еве да речеме, проблематика, ама Да, и акутно не те боли, и Почни. го решаваме тоа, ама тоа е исто како да се напил таблетка, ти поминува за 2-3 сата, па те Пак боли. е доеда. Значи не е тоа. И јас решавам ќе одам у сала. И кажувам дома вака така. Добро, ако и пошто јас од физичка активност, освен тие што ми биле часови по физичко во училиште, во школа, мада сум била добра на тие одбојки, на тие такви работи, трчање, снага нешто, али никаква... спортски потенцијал, ама никад не негуван. Не, па не негуван и не сум знаела дека Да. дека можам јас со Човек такво може нешто да е тоа. Да, дека може да е тоа, дека уствари тоа... Дека секој може да е тоа, не се одбрани поединци. Да. Ема пред 10 години кросфит не знаеа луѓе што е не па. Тоа е може Знаеа. и добро да ти кажам. Што нема да ти каже еј бегај што е тоа, не кај ќе идеш таму ти ова прават, она прават. Немала изградено предрасуда. Никој не имало почнеш. изградено. Да, Тоа да, да. може и добро да ти кажам право. Па 2012-та, 13-та ти кога доаѓаш. Ти си Нема знаеш која те- тениско топче, Зоки помогна. Да. Значи, И добре човекот што знае, но да. веруваш. И сега ќе одам да вежбам. Кажи ми првиот тренинг. Да, првиот Што училишен ќе ден. вежбам, што да одиш тамо и некој шипче, некој стомаче, некои основни такви, прво не знам да се наместам за стомаче. Шипче миси на пластика певец. На певецето, цевка пластична. Да. Со тоа шипчето напред, назад, не знам што, ај неколку стомачни, какви стомачни, 1, 2, толку. Ај викам, Зуки, пе, ништо работа, не ја бива. Не ја бива. Дој со топчето, не ќе работа. И ден за ден, значи некако си влегуваш во шемата, си влегуваш во, како да кажам, навиката, некоја, во да. рутината. Јас бев решена дека ќе направам нешто за себе. Значи, јас сум, тие што ме знаат, блиски мои, сите знаат колку сум упорна и кога ќе замислам нешто, го остварувам до крај. Работа која што не сум ја завршила е затоа што јас сум се откажала. А такви нема за сега. Од, како да кажам, приватен живот, професионален живот, сите успеси и патот до ова што сум сега на оваа позиција редовен универзитетски професор, па со издавање книги, пишување работа, сето тоа, значи, па овој момент со вежбањето, секоја нова, како да кажам, ситуација ми представувала предизвик. И секоја сум влегувала во непознато. Значи, јас не знаев што е кросфит, не знаев ни дека постои, не знаев ни од кај е, што е, како е теории, не знам, ништо непознато, нити Вежбање. си чул, нити си видел. Ова И ќе тоа ми е помогне, тоа. не ме боли кичмата. Ова ќе ми помогне. Не те Ги интересира. запамтив зборовите на професорот, дека морам да ја зацврстам мускулатурата за да застанам на нозе и да бидам способна за себе. И решив дека ќе одам до крај. И тоа што мене ми се случи во салата, тоа што јас го живеам и ден денес како и секој дневие, затоа што јас секој ден одам да вежбам. Без разлика на ова кој ќе ми кажат, па Топло, ладно. топло било, ладно било, штрајк имало, не знам што имало, Кирка ми кажува, мама, кој ќе треба да оди да вежба, ако има штрајк или блокади или не знам, она се чуди како хеликоптер да фати да отиде, значи преку водно одам, значи нема екскюз, освен ако имам, не знам каква неодложна работа и да се Што е премногу, што е премногу ретко. премногу ретко и се ми е подредено во вежбањето. Веќе сите знаат дека јас вежбам во 4 Аха. и дека
Не ја закачај тогаш. И На никој, значи кафе не веќе ја тоа е викаш. рутина, тоа е мојата терапија. Како што луѓето си примаат терапија за притисок, за шеќер, за не знам што, јас имам своја терапија, која што мене ме одржува и ден денес. Јас сум комплетно трансформирана. Ја да видите слики мои пред 10 години, тогаш ќе мислиш дека сум имала, не знам, 50 години. Пред 10 личи постаро него денес. Да. Значи, комплетна трансформација. Значи, не ти помага само физички да зајакнеш, да ти се телото регенерира, да ти се прероди, да ти се трансформира, да ти се формира и оформи, туку оној ментален момент, оние животни предизвици, борби, за кои што е потребна голема цврстина, карактер, самодоверба, на ниедно друго место не се гради. На ниедно. Да те вратам малку во тие почетоци. Кога почнуваше, дали во некој момент го почувствува тоа некое чувство на неприпаѓање? Од ти спомнати си немала некое големо спортско искуство, освен физичко, претходно во животот, ама па спомнавме и со Жаре, па си немала ни предрасуди, никој не ни знаел што е тоа, ама пак во одреден момент, дали некои индиректно од блиските или од пријатели, или можеби самата сала кој ќе ја видиш, да се осетиш на не ми е местото мене тука, видиш што луѓе доаѓаат тука, не знам, вакви атлети, не знам, онакви, сега јас жена, со кичма, едва се движам. Имаш ли во некој момент такво некое чувство, или некој да ти кажат, или како го помина тој почеток, таа прва фаза на тој тотално нова ствар у твојата живот, на која што е потребна адаптација у секој поглед? Знаеш како тоа може да се дискутира и да се подразбере и вака и онака. Јас лично не размислував на тој начин, во смисла на тоа дека ќе отидам некаде, нормално дека не знам каде, и дека некој ќе ме прифати или нема да ме прифати. Туку бев решена да си помогнам себе си, да направам нешто за себе, и јас кога одев таму, на почеток не можев да направам 3 стомачни изгиба, не можев да... Какви изгибови па ти? Овие стомачни, да. И од дома на почетокот им беше чудно да не си направиш првото што ти го дупла кажуваат. Беле. Ама чекај, кај одиш, шо ќе правиш, нема да си направиш поголем проблем, шо ќе правиме после, па ти знаеш колку ти е нежна кичмата, па тоа испоти се, не тежини не спомнуваме, тие работи, пошто не знаеме дека постојат. Проблем е да се промаја, испотиш. не те фати. Проблем е да се испотиш. Ќе те фати промаја, ќе се направиме бињак, шо ќе правиме? Викам, шо прават бе луѓе, шо ми зборат? Не, ја морам никако да се спасам, не, ова сега промаја ќе ме фатила, па нека ме фати и промаја што сака, мислам, полошо од ова не може да биде. Може само да биде подобро. Да. И таа моја упорност, таа моја верба, значи, само таа ме доведе до ова што сум денес. Значи, единствено ако веруваш дека нештото што го правиш ќе ти даде резултат, ќе ти помогне, тогаш е успешно. Ако мене ти ми кажуваш приказне, дојде Габи, па вака ќе биде, така ќе биде, што си збори, да се збориш? Ако да, ти не веруваш, тоа е... Ако јас не верувам, нема да го отпршеш процесот, што ќе ти стане навика. Ете, уште една епизода, верба процес навики, буквално е така. Така е. Но и така е, нема друго. Ја од моите први почетоци, 2013, значи, тотален лаик, значи, тотално непознавање за ништо, со лафтича, со не знам што. Ја 2018 година подигнав 100 килограми дедлифт. Значи, само за 5 години. А сега, 23-та, мораме пофали Жаре, 110. Значи, PR. Моето тело, значи јас годините одат напред, времето не стои, животот тече,
Ти си моите Абе, перформанси килажите се- растат, килажите Тоа килажите не растат. знам колку пати треба да се повтори да им влезе у луѓето дека годините не значат ништо. Јас реков и тамо на моите постови пишува дека се годините само бројка, а болеста е состојба на умот. Не може мене некој да ме убеди дека сум болна, неспособна, не можам, ако јас во тоа не верувам. Да. И секоја болест, освен не дај Боже, сега има секакви Така е, ситуации, да. меѓутоа мислам дека доаѓа од состојбата на умот, затоа што луѓето кои што ги поминале патеките низ животот и со секакви ситуации, губење на блиски, болести и се, ако ментално не се јаки, ако не веруваат дека можат да успеат, нема да успеат. Да. Затоа што ова на максимата на Мухамед Али дека ништо не е невозможно, се е возможно само за оној кој што верува. Ако не веруваш, нема. И на крајот на криштата сега веќе пошто нели за кросфитов е познаат, па се вежба ваму таму наму и кој ќе го спомнеш, и шо е тоа, па како, па тоа не е за жена, па не е за како тоа за жена, за маж, за не знам што, кога се прилагодува Што на на твоите врската? способности. Се соочувала стварно и со такви муабети да, Да. ти доат Абе како не тоа, дигаш или ти? не знам ќе се направиш Ќе се билдер. направиш мускулеста, па ти кичма имаш проблеми, па ти знаеш со ова ќе направиш голем проблем. Абе, мене ова ме излечи, не може ова да ми направи проблем. Добро, кој ќе ти кажат така, некој ќе ти каже и ти им кажуваш, абе луѓе глеј ме, значи прво не е точно тоа што го збориш, второ ја ти кажувам, има некој допираш ли до нив, пробуваш ли да им доловиш дека треба да се баталат од тој начин на Допирам и размислување? пробувам и кажувам и ги викам и доаѓаат, меѓутоа знаеш се до оној момент кога некој не е спремен, не може да го прифати нештото, знаеш. На верба дури ја не може да кажеш. Вербата. Сега, пред да се вратам од Турција, не пред да отидам од Турција, ми се јавува другарка, моја генерација, школска, докторка, и плаче. Не, ја и пишувам нешто, не знам што беше, и она ми вика, сега те зборам и сега зборувам за тебе и кажувам на сите каков пример си за другите, посебно за женскиот род, каква упорност и како може со организирање на време се да се стигне. Шо е, маца, ја гледам, се укочив на аеродром, со количка ја носеле и еве сум 3 недели лежам дома. И лежам и викам, само Габи е човек од збор и од карактер. Затоа што се излечи од оваа состојба. А јас 3 пати тргнав со тебе и 3 пати се враќам назад, за да дојдам сега у ситуација да ме возат во количка. Ќе се вратили сега пак Епа, конечно да те послуша до После епизода да се надевам. би требало. Би требало. кренија од кревет, кренија од Е, И колица. сега со сакам една констатација да направам, зашто знаеш кој ќе видат готов производ сите мислат па добра е лесно. Ова Габи што го збори 110 кила не е од операција до 110 кила се 10 години овде. Измеѓу. Така. Да не се сватиме погрешно. Да, те молам објасни Да го. не Да. биде како она со кичмата операција и сега дига толку кила, она ќе се повредиш. Не, него она почна со пластика, со топчето у кук, па после 3 склека, 3 стомачни, па тоа и стана за гревање, па доби после, тоа е процес од 10 години, че 3500 и нешто дена за од операција дојде до 110. Тие не биле форсирани, ајде бе сега 10 Да. кила доде, но Габи дигнала 40 кила. И умрела од среќа, што вика, леле 40 кила, не мислев дека е возможно. Па дигнала 45, па 50, па 55, заборави да каже ки 70 кила има бек скват. Да. Тоа збориме скват. До доле. Зимање шипката, така, Да, бе, да, тоа лесно, со клипови, со докази, све одете на И што профилот. е најинтересно, во категорија со девојчиња бе од 25 години. Молим лепо. И ги шие Молим сите, лепо. by the way. А ја сега кога кажа процес од 10 години ми дое 10 години подмладување.
Е, така. Не е се тоа 10 години поминати у старост. Ти 10 години подмладуваш. Јас сега кога работам дома и надвори се, значи сите знаат дека се можам и сите ме викат и за носење кривање, за помагање, за прајање. Мислам, што да ти кажам? Физикалец. Таа ни е клетвата Да, да, да. Да, ни е клетвата. Но што сакам да кажам? Јас кога работам дома, кога треба нешто, кога треба да клекнам, јас не клекнувам со главата у земја као ној. Ти си жива и здрава. Знам како да клекнам. Така, и Кога како да треба да подигнеш. кренам, нели, кеси, кога Од треба пазар. да кренам некоја си кофа со вода или треба нешто да направиш, јас знам како да го направам тоа. Тоа ти останало у глава, цело време зборење, чучни, стегни стомак, Браво. дигни. Значи, Бра. ова што го зборевме, се спремаш за секојдневните, сите движења, имаше една епизода, Жаре збориш, сите движења се пресликани во секојдневниот живот. И носење Дедлифт, кеси, и влечење, и одење. стани. Значи, ние кога искачаме од продавница, ја по дефолт зимам кесите, одам и сите по мене, више ќе доаѓаме пред зграда и да е една кеса ще срамота од комшиевец сите кеси. Ја не приметувам дека ги носам кесите, Не ми ама тргай. ама така е. Рамнотежа ми држи. Да. Преска, извини само за кола, дорбевме за исхранава, нели спомнавме нешто, реков, кјути не ми кажи, ќе оставиме за епизодот. Да. Често луѓе што имаат мака со дискус херни и проблеми со кичма, им викаат, почни да вежбаш да ги зајакнеш мускулите и намалија килажот, односно ослаби. Како тебе ти се случи тоа? Зашто ми е бледо низ процесот, не се сеќавам, али во задње време, или ти кажав, од кога се враќа Турција, ослабена си нешто, што правиш сега поразлично од тој поглед? Тогаш Се поразлично. versus сега. Нутрионистички? Не. Сама си открив. Не мислам ствари. тоа на Да, на тоа исхрана поле, мислам. на тоа Да. поле. Тогаш мислам дека не ти ни беше у памет храна, пазење, она да не Какво пазење, дај кичма какво да не ме боли. гледање, мислам, не И знаеш после што е. апетитите растат. Ај се Е, да. кичма средивме, дај сега Да, малце. сега е нешто И друго. прилагодена си сега малце И као... кажи колку кила си ослабена тотал. Тотал 10-12 кил. Значи веќе у продавници се случува се нели пазариме облека секој кај некого кај не знам што, и го тој бутикот кај што па кога влегам па најверојатно сега е повидливо, не знам зошто. Дура, човече, што си направила, како си направила, или кој немате види некој подолго време, па невозможно е. Абе, се е возможно, се е возможно. Значи, оној дел околу исхраната, јас секогаш сум мислела дека сум таман, дека сум слабичка, дека добро изгледам. Кога ќе направам споредба сега слика некоја фотографија, леле, плага пукаш. Не знам дали ме касале оси или сум се надувала од нешто, немам појма. И сум мислела дека здраво се хранам, правилно се хранам, здраво можеби сега што е здраво, сите знаеме сега, ама тогаш или немало толку информации, или не сме биле заинтересирани да дојдеме до тие информации, пошто тоа не ми било фокус, не Да, ме на крај интересирало. памет. Ни на крај памет. И сега ќе се замарам јас, што ќе јадам, како ќе јадам, колку ќе јадам. Пробував јас, како да кажам, одредени начини на исхрана, со ваква рестрикција, со таква рестрикција, со ограничувања, ама не давало резултати, се додека не сватив дека уствари секој си го препознава телото, си го знае со текот на годините, знаеш како ќе ми реагира на ова, на тоа, на не знам што. И јас сватив дека уствари можам се да јадам, меѓутоа битна е количината. Се што правиш во животот, кога правиш дозирано, одмерено, тогаш и ќе даде некаков резултат. И последниот период почнав со фастингот, што за мене мислам дека Постење. е... Да. Гледал една епизода на YouTube. Почнав со Се фастингот, да. И стварно даде сериозни резултати. Со тоа што прозорците што си ги определил, секој според активности, според обврски ќе си ги определиш прозорците. И сега сум веќе скоро 3 месеци. 3 месеци, а? Да, на омат. Еден оброк. One meal a day. Yes. Nice. Да. Да. Вау, браво. И така функционира убаво. Толку е добро, толку е
Значи оброкот мој е саат време после тренинг и толку. Тука Мора да завршува. подобјасниме, оти често не критикуваат со англицизми и да преведеме дека станува збор за one Еден- meal a day, еден оброк на ден. дневно. Толку. Да. А тргна приказната од тоа дека си почнала со она што е intermittent fasting, Да. што како го преведовме ние тоа што Интервално постење. интервално интервално постење, постење. интервално Е, така. постење, не знам, во прозор од толку и толку сати, 8. можеш да јадеш, обично 8, Од 8 до 6. Значи има за почетници 10 часа се дозволува, си определуваш во тоа еднодневно ќе од 24 Да. часа, колку часа можеш да внесуваш храна, колку не и најчесто се е тој прозорец од 8 часа, да речеме од 10 до 6 Да. или што е 16 сати не јадеш, 8 до јадеш. Осум можеш да- Тоа е јадеш. најчесто. најчесто така и сега јадеш 8 сати, не прекинуваш. Да. Ама тоа не значи дека во 8 сати ако седнеш. Значи Се во го пет. тој временски интервал треба да ги внесеш оброците кои што ти се Така, предвидени за дневните денот. Ако ти помина сега временски Ти интервал, така моли почна? Јас- Поумерено. така почнав. Ја од секојаш, ја што викам, цел живот на диета, цел живот дебела. Шо грешам, кај грешам? И се гладна. Значи цело време гладна. Ама викам, не се најадов, викам, шо се деси овде? До ручек кисело млеко, ручек една вода. Ништо. Не смени нешто значајно во што јадеш. Сменив. А и тука малце има Сменив. промена. Сменив и тоа многу сменив. Значи последните па скоро година и пол две почувствував дека значи јаглените хидрати, белите пецива, тие шекери, тоа лебови, тоа толку многу ми смета Да. и е главната причина за нели зголемена телесна тежина, Калорични на се. масти, така. Зашто тоа се празни калории, ти го ќе купиш сабајле геврече јогурче, најлесно ти е, поминус спад купи и зеди го. И те држи Желудник сит. боли, тешко ти е мачно, ти е лапни си едно ланзулче, ќе те попушти тоа, после си гладен, не знаеш шо ако нема ручек, ако има или уз ручекот никое лепче плюс за да те држи, нели кој ќе ти Обавесно, кажа, бе, да. късни си лепче, да те Да држи. држи, да. Шо ќе те држи, ништо не те држи, се е до Значи паметот, до свеста. избаци Значи, леп. моите оброци се утринските беа во тие чија пудинзи, и тоа домашни. Добро. Тоа е све фотографирано, па тоа е све декорирано, па тоа е као за на постер ставено. Им ги сликав, значи, Продавница за цела здрава храна. година правам оброк, го декорирам, не може да биде не може да биде шлапнато у тањер и така да се јаде, тоа не доаѓа предвид. Јас сум перфекциониста. Тоа за себе. За себе, Си го... да. Океј, океј. И правам порција за мене, порција за ќерка ми. Пошто маш ми не верува у тие У тие. семки, мајка ми вика шушки и си јадат они што си сака. Ја и ќерката јадеме и она сабајле, двај чекам да станам да видам како е декорирано сега. И знаеш, малце и психолошкиот момент со вкусови тие, основата е растително некое млеко или вода со Јасно, чија и додатоци Што ти душа сака? што сакаш тоа. Банани, и се знае препаратки, кирики. дека е количината точно определена. Значи, нема сега ќе ставиме, све ќе извадиме од фрижидер, па сега ќе почнете. Значи, тоа е тука спакувано во тава чинивче, го јадеш и тоа те држи, значи имаш се што ти е потребно, те држи во текот на денот. И тоа траеше така скоро, па повеќе од година дена. Со чија обруците и сонја стално. Добро, Ама и пазеше на сатите со Точно се знаеше од постењето. Сабајле, значи кога се почува со ова и вториот оброк беше одма после тренинг. Пред тренинг шанси Така, нема, пошто така. јас на почетокот не знаев, се најадов еднаш, отидов и тоа Јасно, беше јасно. страшна работа. Значи си го внимаваше оној период на јадење, Да. интервално Така. постење. И сега веќе и од ова чијата од Сабајле Тоа не нема. ти треба. Да, не ми зашто ако си треба. еден оброк на ден. Да, сега оброкот е само попладне, после тренинг и тука завршува се, некогаш се јавува некоја криза, значи да не мислат луѓето дека сега ова и како изгледа, Да, како нешто Се мучиш. Терет се иде. мачиш, па не знам, види се, ајде ќе гладуваме и шо
Не, едноставно нема организмот потреба од голема Се количина на храна. навикнува. Да. Нема потреба. Уште си пазиш со лебови, со такви работи на минимум. Да. И вика, бе, Тоа е јас тоа. компир, вика, тоа може не е во ред. Тебе викам, бе, од Тоа е кај тоа, не бевме, бе, зашо? компир, Ама не, старчи, сега веќе, въглехидрати. да, сега веќе нели кога ти е оброкот тој, Тој. и телото ги користи Сети. сите нутриенти. ти си къснеш тоа што ти треба, благото избегнато, тоа му кажам на жаре, млечната од чоколадо, јас зависних од благо бев, значи јас ќе си ја отворам чоколадата и си ја изедувам и си завршувам работа. Чи нема изговор у книгата што ќе го најдете што Габи не била таа тој човек. Нели има луѓе дисциплинирани, па јас ќе си скршам една коцка. Каква коцка? Ти си ја маше цела? Абе, си ја Да, отворам, си ја големката. изедувам и толку после си гледам телевизија, значи си уживам. Сладоледото и чинивче после. Не Ама учинивче, сега директно од централа, како учинивче. Го немаш ни нагонот веќе, така? Немам. Немаш ни желба. Пробав пред 2-3 дена имаше на маса, си стојат тука бомбони, чоколади, си стојат, детево јаде, Да ги учи, приметуваш. троши. И она цело време сака нешто благо да късне, инаку и она е све сладајко, Рени више, стапчево. да. И значи ја немам потреба да, значи може да стои пред мене, немам Да, потреба да, да, да. посегнам по тоа, да го земам, да го пробам. И викам чекај да видам дали на вистина јас страдам од ова млечна чоколада или само се замислувам. 3 таблети за желудник се напив. Таква болка ненормална. А од црното чоколадова со какао нема проблем. И тоа сигурно коцка проба да ретче. Едно линдор бомбонче. Абе, Линдон Аха, ни аха, е да. Толку спакувано Ни ред, ни хартиче, ништо. нели? И млеко и шекерот све ти има направено. Да. Кога ќе се одвикнеш од тоа, Значи млечното, значи тоа е потврдено веќе ова Петон. со гаранција дека ми смета. Сега можеби некоја интолеранција е тоа сигурно. сесија. Ја исто пробувам да зборам на луѓе, откако ќе се одвикнеш, сваќаш колку Да. се тие ствари отров. Да. Отров, човеч, тоа е... Ти да треба Отров, апчиња дрога да е. пиеш после едно, значи ти си отруена. Точно. Мислам, са нормално, малце претерувам со зборот, ама ако ти прави толкав дискомфорт, значи тоа не е Јапчето уред. пак зашо го Не пие. е, да, зашо ама и апчиња да поголемо пијам? што треба, значи зашо па нема потреба. Еднаш ќе пробаш 2 пати, 3 пати, 5 пати и ќе сватиш дека ти штети и сега не можеш со сила да На тренингот не ти влијае, нивото на енергија ти е исти, Не, снагата не, ти е не, таа, не, не не, осеќаш слабост ништо. некоја. Па еве, сега после 3 недели пауза, доаѓам у понеделникот, викам жаре, ја денес прв ден после 3 недели, немој да ме форсираш, не бе како ќе те нема те форсирам цела од А до Ш ќе си ја изработиш вежбата. И мислам телото си памти, мускулот памти без никаков проблем. Е сега тоа воспаление што го добив, затоа што јас и тамо не Нормално е тоа. да, не седев, не Не и треба. 2-3 недели у Ти годината. активен треба. одмор шеташ. активен одмор, меѓутоа ништо не е како чувството кога ќе се вратиш од сала. Ништо не е. Оние вежби, па се осеќаш препородено, се осеќаш убаво. Јас кога ќе се вратам, кога ќе ми речат како имаш време за се. Значи моето секојдневие се знае, рутина. Работа, од работа дома да направиш нешто на брзинка, да им сготвиш, да им оставиш. У 4 сат се знае каде. Од сала, значи јас се враќам товарена. Нема јас со торбичето значи купи ми тоа, купи ова, земи и со А, на 300 враќање. кеси. Финишер правиш уствари. Обавезно, да. Фармерски ери. И е Да, така. да. Доаѓам, спремам ако е нешто по комплицирано за ручек, го спремам од вечерта за утре дента. Средувам по дома, да соберам, да средам, да сепак си домаќинка, жена, мајка, треба да средиш по дома, да испереш, да пружиш, да собереш, да здиплиш, да направиш. Се стокнува, се средуваш, си работиш, си пишуваш, значи ја после тренингот сум Дупло. полна со енергија и Така, немам така. потреба од одмор. Мене ако седнам, значи ме крева нешто, нема седнување. Закон. Ми остана од преска, пак ќе те вратам на кога почна со тренинзи. За колку време осети веќе некакви подобрувања? Оти целава приказна почна со кичмата. Да. Ај тениското топче го спомнавме, почна со тренинзи,
какви такви. Рече си имала упорност да тераш по секоја цена, но реално, вистински, кога веќе почна да осеќаш промена за кичма, за енергија, за онака колку набрзо откако почна со тренизи? Оти сигурно тој Па момент не беше набрзо и така. дури што е за волја на вистината еден факт и податок, не знам јас кај другите луѓе што имале таков проблем. Значи јас дури ми се интензивира болките во овој дел. И почна, ете, ти рековме, па ти што правиш, ќе си се доупропастиш, ќе си се доупропастиш. Тоа беше као првите денови, недели? Првите недели, првите неколку, па првиот месец сигурно ми беше многу полошо. Аха. Затоа што јас сватив дека кај мене има заспани мускули и дека има мускули таму кај што не знам дека има. Значи целото тело си го придвижил, си го поттикнал, си го кренал, си го разбудил и тоа е уствари тоа. А не дека ќе ми биде полошо и дека ќе се упропастам. Не баш го кажа, си го будала цело тело, не само кич. Се она што значи стоело, како да кажам, заспано, не поттикнато, не активирано, закржлавено. Сето Значи, цел тоа месец така адаптираш, да. и после... И дури имав и проблеми со ногата, па ме болеше, меѓутоа Битно тераш! ја решив дека ќе одам и нема откажувам. Браво! Да. И после тоа нели се едуцираш, си читаш, се консултираш, си правиш и тоа е нормална реакција. Значи, тегобите затоа што вистински си навлегол во процесот, почнуваш да нели активираш регии кои што се заспани и нормално е да се јават такви, како да кажам, симптоми, кои што постепено почнуваат да се намалуваат и да исчезнуваат. Значи јас не можам точно да кажам после колку време, Прилика месеци. ама после неколку месеци јас сама кренав легенче со алишта за да можам да ги прострам. Дури ми беше чудно, вика, леле сега шо ќе ми се деси, да пробам, да не... Ќе пробам, ќе се стегнам и ќе пробам. И еднаш, два пати, три пати и си влегуваш после во... Значи, баш го памтиш, го забележа моментот, седиш дома, чека да го кренам ова крен. Со страв ми беше многу страв. Ако останам сега шо ќе направам? Леле, пали истото, што ќе правам? Зашто ми помага, значи домашните ми крива, ќе се среди тоа, и сопругот ќе го молим тај дојди до тераса, донеси ми го да ги и он ќе го крени, ќе ме така Значи, беше. таков некој обичен, тривијален момент беше она свич што се вика да сватиш конечно, чекај, значи дефинитивно има некоја промена во врска со мене. И јас после тоа ми се ослободи ногата, јас почнав да што е многу важно. Како значи јас по сите тие во таа фаза на болка, на агонија, како да ја наречам, во лутање, во барање помош од една врата на друга, секако. Кај мене беше проблем и седнувањето, останувањето, лежењето. Јас буквално 2 години спиев само на грб. Тоа беше многу тешко. Значи, кога ќе сакаш од еден нели комфор во спиењето, ќе се свртиш секако, јас немаше шанси да се свртам на страна. Ако се свртам, значи за да се свртам, требаше да си го подкревам овој дел со рацете, да си помагам. За да се свртам, кој ќе се свртам, болката беше неиздржлива и мораше да се вратам назад. За да се облечам, требаше да се држам за нешто, за да можам да се облечам и да се... Јас првично осетив дека Кога ми е добро. местеше кревет, мораш да се потврдиш. Па со една рака се држиш и вака. Ова кај седиш и со жени е придржување. некој мајлстоун е. Да. И бабата моја на Вероника мајка имаше нели проблем со кичмена. Доаѓаш истава програма да правиш и вика жаре сама однесов демек леген. Као некој мајлстоун, разбираш? Да. Вика уште при местење на креветот да можам вика со двете раце да не се потпрам и знам дека вика тоа е тоа вика. Така, тоа значи се е со помал. Али е све ова од третиот месец натака Да. искуство што научи нели оние 100 дена пак. Ама не може да биде тоа на Нема сега пјукни и па овде. залепи и преку ноќ. Значи, што во животот ние сме добиле така едноставно? Да. Ништо.
се си има време, процес, значи се е одредена патека што мораш да ја изодиш и откога ќе ја Ќе си истраен ќе упорен. се изоди, односно нема да се изоди, од кога решаваш да одиш по таа патека, ти треба да си истраен и цело време да го правиш тоа, да ти биде значи нели животен стил, си се определил така да живееш. Јас чувствувам дека ова ќе трае се додека нели живеам. И зошто? Затоа што еве периодите кога викаме нели па недела, 2-3 треба да се направи пауза. Дали е тоа некоја подсвест, дали е некој страв и као да ме штрица ништо, леле морам. Може да. Е така. Стравот Ти се враќа. да не ми се повтори нештото, Те држи те да тераш. држи буден и едноставно не можеш без тоа. Значи Али ова решение не е трајно, ама не е еднократно. Направи го, поправи го и сега оди си више готово. нема За ништо. секогаш ова. Ова мораш да го тераш. После тие неколку Прекинеш месеци, ли? Преки. кога ете такви кажа неколку примери по дома и кога се осетила, ти дојде некој нов бран на мотивација, на верба да еве конечно да реши, очигледно работи ова и сега како екстра елан. Како екстра елан почнав да си одам секој ден. Да. Аха. Од 3 пати на 4, па сега на 5 прво пати. не оде прво еднаш до 2 пати или еднаш, па никогаш ќе скокнеш, па не знам уште што. зголеми после. И после тоа почнав да одам секој ден. Секој ден, буквално секој ден. Телник до петок. И почнав со килажите. Значи првично немаше такви вежби, Јасно. немаше такви. И Ајде да полека, пробаме полека. празна шипка. да, празна шипка. Тогаш е Првично шипка, да ќе мислам ќе се привртам назад. Тогаш веќе и кросфит почнува да прогресира. Така е. Самата Точно. Од дисциплина. пластика на шипка, од Да, шипка да, на 2,5. браво. Во старата сала кога бевме, овие што си отидоа во Грузија, во ги имаме на слика во Бојана и... Бојана. И... Како се викаш? Значи, имаше еден момент со дечко во нејзин Со стато репчето. што ни го со репчето. така. Ја гледам и зима шипка со 2,5 тогаш ми се гледа, каква килажа човече. Зима прави снеч сквот. Ја гледам, како го прави бе ова шо да бра. И викам, ја ова морам да го направам. Еднаш да успеам и ќе бидам задоволна. Значи тоа ми остана во како некој предизвик кога ја гледав незе како работи, каква е убава извајана, какво држење има. Ја сирота со таа пластиката со носот напред ќе бе назад крени, дигни пети, чучни, дигни пети. Овај дигни прсти. Како да дигнам паѓам или назад или напред, нема. И тоа стоја точно во старата сала, нели, вака како што беше долга. Ја гледам и викам, леле, мислам дека има и таква една слика, Има. нели? Има. Тоа ми е момент кој што ми остане и викам, ова морам еднаш да го направам во живот. И сега, А сега си Сега го правиш веќе, вака. сега веќе. сега други тебе те гледаат и вика мора како Габи да нас. Сигурно. А многумина ми рекле. Сигурно, да. Сакам како тебе да бидам. А ќе Сигурно. бидеш, ако бидеш, Браво. дисциплиниран. Браво. Да. Што би си рекла на себе, на Габи пред не знам колку години, ама Габи во детството, Габи во рани 20-ти, Габи во бременост, Габи пред да почне со овој лайфстайл. Што би си рекла на себе си од тоа време, а со тоа на еден начин и уствари упатуваш и некоја порака до луѓе што може би се во слична ситуација. Што би рекла? Знам што да им порачам на луѓето, а што би си рекла себе си, зошто порано не сум почела да го правам ова? Зошто порано не сум се заинтересирала за себе првенствено и да не ме натера потешкиот начин на живот, не ме натера маката, болката, нели, да почнам да се занимавам со ова, туку едноставно затоа што тоа е нели дел од нашата култура, традиција, живење. Ма не е тоа дел, меѓутоа дел од некое семејно си, како да кажам, насочување
Јас знам што да ја кажам на ќерка ми, знам што да им кажам на другите, меѓутоа сум можела многу порано да се заинтересирам, сум можела многу порано да почнам, сум можела многу порано да ги почувствувам сите бенефити од ова што сега го живеам, затоа што јас сега живеам здрав Нов живот. здраве. Јас немам болка. Значи да живееш без болка е нешто многу убаво. Да си способен, Ако не си осетил, не знаеш. ако не си ја осетил, не знаеш, да си способен се да си направиш сам е многу убаво. Не зависиш од никого за ништо. Дали треба да се крене, да се качи, да се ја не сум дошла никогаш пред врата со кола и да викнам некој да ми помогне да качам ствари. Јас се паркирам тамо, уѓум и од кола до дома си носам се сама. Единствено нешто правилно и вредно што треба да се прави е да се вежба. Значи не постои жива сила што може да ме убеди дека работите и нештата се лекуваат со лекови, со доктори, со јас имам слушнато, тоа е добро или не е добро. Не можеш ти да слушнеш. Ти почувствувај го Да. и кажи, Докторот е задњата станица. така, кога немаш веќе излез, Да кога не немаш што стигнеме да до правиш, таму. да не стигнеме. Ако не го превенираш нештото, ако не дадеш се од себе да го подобриш, да го решиш, затоа што има решение за се, само ако се потрудиме. И не може денес сум отишла да извежбам и утре треба мене да престане. Нема да престане. Ни денес, ни утре, ни по месец, ни по 2, ни по 3. После години ќе почувствуваш бенефит во смисла на тоа дека си зацврснат физички, психички, ментално, сите овие периоди што ги поминавме со корона, што се не ни се издеси на сите и ако многу психички нели Да. проблеми се јавија кај Да. луѓето. Таа изолација направи големи проблеми. Ама луѓето што се ментално јаки ги поминаа работите така како што ги поминаа, па периодот кога нели се врати салата да работи, Па пак се затвори. па се затвори, па се врати, значи јас година дена одев са бајле од 6 у сала. Се крстат луѓе. Ти станувам у 5, да отидам у 6 у сала, да се вратам дома да се средам, да отидам на... Па добро, дали си нормално? А кога треба да станеш? Па у 4:30, 4:30, 5, кога треба? станував у црната имница, кога излегувавме, значи со весничот одевме тогаш и овие Рачунај зима ако било. Зимно време црна темница, нема Ладно, никој. темно. И да Ама јас- станеш од подјавен. Ја во ниеден момент не помислив дека ја ќе паузирам, ќе се откажем, значи само барав Да бе, начин. не е опција, едноставно не е опција. Не е опција откажувањето. Значи опција е да најдеш опција како да отидеш Е, и да тоа го е. завршиш нештото, Околу, а не да се преку. откажеш. Никако, никако. И се може да се мислам дека спортот е секој ќе си одбере што му лежи, што му одговара. Јас мислам дека од ова нема подобро ништо, затоа што опфаќа се што можеш да замислиш од една, како да кажам, Физикус на човек. физичка активност. И никогаш не ти е досадно, секогаш е различно, секогаш кога одиш си викаш шо ќе видам сега, шо предизвик, перформансите се зголемуваат, капацитетот ми е зголемен, ни со трчање, ни со можела да трчам, ни со можела да ровер. Дајле 8 калории, леле жаре, дај со 3 да се погодиме, не. Сега 150 калории ги правиш у серија, значи не може трчање во жаре 2 круга. Така бе рече 2 Еден да круга. одам, 6 да трчам, еден да одам. Да, Може. наместо Пазарење, поодување. пазар. Абе, секој тренинг беше пазар. Ама не се откажав. Нема зашто да се откажам. Како ќе се откажам? Сега 16. Само Колку се 8 беше? со 8 или у еден правец, нема Да. Молим лепо. колку брзо. Ако си го пронајдеш лекот, тогаш животот ќе ти биде поедноставен, поубав, полесен и ќе бидеш задоволен. Сето она што го правиш како активност се одразува и на, како ви каже Зоки, физичкиот изглед е само бенефит, тоа ти е гратис. Некој оди плаќа да слабе, да не знам што. Не бе, ти овде плаќаш или одиш или се трудиш за да бидеш здрав,
да можеш да се носиш со животните предизвици, да можеш да се носиш со периодот кој што доаѓа, а тоа е старост, сите одиме натака, никој не оди наназад, Да, сите не се одиме млади, нанапред. Сега, за да можеш да си способен, да си витален, да си активен во зрелите години, како да ги кажам, ќе си го правиш ова што си го правиш. И успат сите ќе ти завидуваат шо изгледаш или шугаво, па ја немам обличено дводелен костим, па не знам од кога, од дете. Така ли? И тоа е нешто што е убаво да го чуеш, дека и добро изгледаш, и дека секоја чест на упорноста, секоја, и јас секојаш викам, ајде те зимам. Јас секој ден поминувам од тука, ти само симни се пред зграда, те качувам И те у кола, вратам назад. и ти ја те вратам. Значи ништо не треба да правиш. И Ама одма, имам уморна од утре- работа. Ама ти можеш да бидеш и уморен и дома ако седиш. Да. Значи не е работата во работата, изговорот секогаш можеш да го најдеш за да не правиш тоа што ти е потребно и што е корисно за тебе. Ама за на 65 да си нели узрелите години така. добар, треба на 30, на 25 20-30 години до тогаш да го правиш ова што Да го го правиш правиш, ти, да. за тогаш да осетиш бенефит од Да. Баш убаво, баш убаво. Ја ти кажав и на почеток, многу ми се свиѓа кога приказни како твојата се отвараат луѓето да ги споделат, затоа што е друго кога ќе допре таа приказна кај други луѓе од некој што поминал низ тоа. На мене и на Жаре тоа ни е пораката. У суштина тоа ни е пораката, ама ја ако бидам искрен не сум поминал низ такви предизвици како на пример тебе, како Диме, како слични луѓе. Ја што се вика, јас сум роден спортист. 40 години само спорт знам. Ја ги знам сите бенефити, ја пробувам да ги со Жаре, тоа ни е целта, ама и сваќам кога некој што не е таков, ќе не чуе, да бе, вие не знаеш, лесно ви е вас. не си осетил дискус, не си осетил, не знам, двосменска работа, тралала. И затоа, фала ти Ептен, се надевам од Ќе твоите допреме. приказни, од твоите примери, од твоите зборови, ќе успееме до уште поише луѓе да допреме, така да, а плюс што даваш мотивација. Мене ми даваш мотивација за наредните 10-20 години да си продолжам. Не ми треба надпревар, не ми треба ништо освен здравје и тоа. Зашто тоа е тоа? Зашто тоа е тоа? Да, уште ова да кажам ако сме веќе Не кажи. Нема, како да кажам, нема вистинско време да почнеш. Нема определено. Да. Не е определено со ништо времето кога ќе почнеш да се занимаваш со спортот. Затоа што ќе рече некој, сега ли ја топрава ќе почнам? Сега кај можам јас на 40 на 50 години да почнеш да се занимаваш со спорт. И такви примери има. Секогаш можеш да почнеш. Јас Така. не почнав во цветот на младоста. Јас имам 50 години. Да. Јас почнав на 40 години да вежбам и да работам. Тоа секогаш е добар момент. Значи, меѓутоа мене никој не ми рекол дека кој ќе кажам 50 години. Не, лажеш. Ја што те знам сега, не знам дека има. Жаре стално, ајде гам 40, 35, 40, Жаре какви 35, 40, сега молим те. Ја не не е убаво за години се збори. Ама тоа е поголем мотив на луѓето, да знаат дека секогаш можеш да почнеш и едноставно И лични да правиш. и лични да и ќе те трансформира многу. Прошиот пат со Весна вежбаме, ова девојчица една убавка, симпатична што доаѓа со репче. Не знам како се викаш. Не можам да се сетам, нешто правиме. Јас Што прави? роу и имаше една тимска. Добро. Имаше многу роу, 5000 или не знам колку беше роу, и имаше некои бусици. Сеќавам на вежбата. Не знам што беше, значи 5000 тоа роу не сотре не стигна. Заедно требаше сите го поминете. Така. И не знам, правиме, и се, па супер сме постигнале вамо тамо. И не знам што беше коментарот, и викам, чекај, колку години имаш?
И она вика 25. И она вика, а вие? А Весна вика, ние 100. Стои нешто. И ја и она, ние вика имаме 100. И 2. А Весна, 52 плюс 5. Весничот. Јако. И тоа ми, и она вака гледа. И јас сакам како вас да бидам, кога ќе пораснам. Ќе бидеш? Така. Значи, За стварно. 25 години. Али тоа беше, ама кај текна, ние 100. Така. И 2. Со 110 личен. Да. Браво, браво. Фала ти многу за оваа приказка. Се најдобро, продолжи. Не мора да ти кажам продолжи. Си ки си продолжиш, тоа е Тоа не може несумнено. никој да ми забрани. Шири ја пораката што повеќе и тоа сум сигурен дека шириш, водиш со пример. Тоа е тоа. Сакам да допре до што поголем број на луѓе, да биде еве мотивација, да биде инспирација, да биде предизвик, барем да почнат. Кои ќе почнат да останат одреден период во тоа, во Да дадат приказната, шанса дека ќе да дадат шанса и после тоа да стане навика. стане навика, дел од секојдневие, дел од рутина и да не можат без тоа. Кои ќе отидат негде да едва да чекаат да се вратат, за да си се вратат во сала. Така е. Тоа е тоа. Толку? Thanks, Габче. Фала на вас за времето и за просторот. Фала. Поздрав. Чао. Се гледаме. Чао.